Пролетта го врати животот во селата и на нивите низ источниот регион. Се врати и штраковите низ оризовите полиња. За оваа убава бела птица со широки крилја се верува дека носи живот, среќа. Поттаму и преданието дека белиот штрк ги носи и бебињата. Но во 11 општини во источниот или познат како Брегалнички регион, веќе над 2 децении штраковите во семејствата поретко носат убави вести. Наталитетот е во минус, а морталитетот во плюс. Според податоците од публикацијата за регионите на Државниот завод за статистика, објавени лани, на истекот на државата, во 2024 година има повеќе починати граѓани отколку што се родиле деца. Се родиле само 936 новороденчиња, а починале 1974 граѓани. Затоа и природниот прираст за 2024 година е во голем минус и изнесува минус 1038. Овие податоци на терен се уште повидливи. Се затвараат училишта, конфекции, а дел од нивите се обраснати со трева, трска и трње, бидејќи не се обработуваат. Во 2023 година во Штип, Карбинци, Пробиштип, Чешиново, Блешево, Зрновци, Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово и Пехчево имало 86 основни училишта, а во 2024 се затвориле 3, па сега наставата се одржува во вкупно 83 деветолетки. Телма ја посети најголемата рурална општина на истокот, Чешиново, Блешево. Во неа живеат околу 6000 жители во 14 населени места. По улиците, парковите и во училиштата има се помалку деца и млади луѓе. Миграцијата од село во град или во странство веќе си го има земено својот данок. Имаме 2 централни училишта во Блешево и во Чешиново и Соколарци, кои што се основни училишта и кои што ги офаќаат потрачните училишта од остатите населени места. Така да вкупната бројка на ученици во двете училишта се движи околу 160 до 170 во текот на различна година, учебна година. Вие сте наставник за разлика од пред 10 години и сега колкав е намален бројот на ученици? Енормно е намалувањето на бројката на новозапишани ученици во сите училишта. Може би некоја стабилно се чувствува во едно и до 2 населени места, Спанчево, Блешево, се некои места во кои што се забележува, но не е толку изразита тенденцијата на намалување на учениците. Во останатите подрачни училишта тенденцијата е многу поголема и ќе се соочиме во многу брзо време со потребата од можеби затварање на дел од тие училишта. Производителите на ориз во Блешево велат дека по нивите се пред се пензионерите. Ретко можат да се забележат помлади земјоделци. Порано селото го ранеше градот, сега градот го ране селото. А Облешево какво село е? Облешево беше едно од најдобрите села, најразвиено село. Немаше куќешо, немаше крава, немаше куќешо, немаше свиње по 5-6. Сега тоа именка виш. А младите каде? Младите кои најде пат таму оде Швейцарија, Германија, кој дека од Италија, Хрватска, не и таму кој дека, ама тука стварно не бива. Со земјоделие, од земјоделие сакам да кажам дека не се живее. Според ваши проценки за 10 години колку се намалиле броја на жители? Наталитетот е зголемен толку, ќе ви кажам, за 10 дена 10 починати има селото. Тоа е страшно нешто. А наталитетот, дали едно дете во една година ќе се роди? Додека едни се по нивите, други пензионери и поранешни земјоделци се седнати на клупите спроти зградата на општината. Еден од нив е 90 годишниот Киро Стаменков, кој заедно со неговите пријатели го поминува времето. Одамна ги продал нивите, а децата му се иселиле во странство. Па што заминах? Како да ти кажам? Гледат сите, одат и тие.
контактираат они, јавуваат ми се, насабале на вечер, тате, како си, па викам, мерам притисок, кога ми е зголемен, пијам апче, кога ми рече, одржавам се, викам така, кога, далека, и така, викам, јас сум при крај сме ние, викам. Има ли шанси да се вратат назад? Шанси да се вратат? Ама што ќе се вратат? Внуката во Германија е, тамо, и сето тие тамо работи. Внуко, кире се, вика, не ќеше да уче, сега оно дел да бијатечар, ќе возе бијаци. Стојко Николов од село Облешево веќе 52 години живее во Германија. Си доаѓа неколку пати годишно во Македонија и во неговото родно село. И неговите деца кои имаат германско државјанство во Облешево доаѓаат само кога имаат годишни одмори. Имам едно внуче, добро си живеат, синот има купено стан, керката има купено стан, мојта бивша има купено стан, јас купив 4 стана во Бретен, да се пофалам, и така. Во пензија сум. Добро, дојдам тука, малку со другарите, со пријателите, седеме си, направиме муавет, и така. Еве, синот ми звоне од Германија. Да. Помладите кои се уште се занимаваат со земјоделство се по нивите, но и бараат начин да го продадат оризот од ланската реколта, за да преживеат и инвестираат во новата сеидба. Оризо е за никаде. Катастрофа. Јас сам земал сега 2 кисиња мустра. Ќе одам од фабрика у фабрика. Ако сакате, дојте со мене, те и те. 2 кисиња мустра и одам од фабрика у фабрика, питувам арпа да го продадам. Кој колку пари ќе даде? И колку ти ви дадат? Па дават 20 денара, 22 денара највише. Те од Сан Андреа 20 до 22 денара дават. И не зимат, плюс не откупуват. Колку ориз имате во амбарот? Па има 40-50 тони, имам сигурно. Ориз. Од лани стојат целиот, не само кај мене, кај многу народ стоја. И него ни зимат. Голем дел од младата популација низ селата во општина Чешиново Облешево се вработени во фабриките во Кочани и Штип, бидејќи како што велат од земјоделство не се живее, поради немање на сигурен откуп на оризот и ниските цени на земјоделските производи. Руралните општини имаат проблеми со буџетите, бидејќи некои од нив се заглавени во долгови, а нивните жители имаат своји потреби. Од општината бараат да имаат чиста питка вода за пиење, канализација и асфалтирани улици. Ниските населени места, како што е Облешево, Чифлик, Чешиново, се уларци се населени места кои што немаат функционално снабдување со вода. И тоа е еден од најголемите проблеми моментално со кои се соочуваме ние како локална самоуправа. Иако во претходните мандати се правени обиди да се обезбеди вода за пиење, снабдувајќи се од централниот водовод во Кочани, кои што и капацитетски и ценовно не се добри услови за да можеме ние да се снабдуваме во моментот од таму со вода. Размислуваме за алтернативни начини на снабдување со вода на овие населени места во смисла на тоа да работиме кон изработка на проект со кој што ќе се снабдиме со вода за пиење од сопствени извори. Но верувате дека тоа се и многу скапи и многу тешки за работа проекти за кои што е потребно и повеќе време и поголеми финансии. Во источниот регион, каде што се произведува кочанскиот ориз, пченица, јачмен и изобилува од овошни насади, од сливи и вишни, секоја година земјоделците и овоштарите имаат проблеми со несигурниот откуп, но и со климатските промени. Населението од руралните подрачја мигрира кон градовите или во странство. Па според податоците на Државниот завод за статистика, во 2024 година е забележано дека 185 граѓани се иселиле во други држави. Според последниот попис од источниот регион во земјава се иселиле над 32.000 граѓани, или тоа е иста бројка колку што има општина Кочани, како сите населени места, села и самиот град да се иселиле. Најголем дел од иселените жители се од помалите рурални општини, како што се Зрновци, Чешиново, Облешево,
Македонска каменица, Делчево, Пехчево и Берово. Државата со цел да се запре иселувањето на младите изработува стратегија за демографски развој и отпорност. Нашата цел е јасна, да изградиме силен и применлив документ што ќе донесе реални и мерливи резултати. Нашиот фокус е да создадеме услови во кои младите ќе ја гледаат својата иднина дома, со стабилни работни места, квалитетни јавни услуги и сигурна перспектива. Истовремено работиме на политики што ќе ги поттикнат и оние што заминале да се вратат и да инвестираат во својата татковина. Експертите велат дека секој инвестиран денар, односно долар во информации и податоци за демографијата, носи поврат и се гради помудра, попаметна економија. На истокот, каде што се претпоставува дека има 146.920 жители, има вкупно 217 населени места. Просечната нето исплатена плата по вработен е 35.256 денари, со што вработените од овој регион за речиси 11.000 денари имаат пониски плати од вработените во Скопскиот регион.